Скопје се гуши во отровен воздух, мерки против загадувањето само на хартија. Најалармантно беше ноќеска каде канцерогените честички беа дури и до 7 пати над дозволеното. Ниту дождот, ниту ветрот не успеа да го расчистат отровниот воздух кој на голема врата натежа над Скопје. Граѓаните и натаму прстот го вперуваат кон градските власти, кои барем засега не изнаедоа решение за решавање на овој проблем. Скопјани се жала дека воздухот е загаден, а штетните честички негативно влијаат врз здравјето. Вела дека градските власти мора сериозно да се посветат кон решавање на овој проблем. Може вака многу не осеќаш, меѓутоа кога ќе видиш што се случило е страшно. Па загаден осеќам и јас, се те осеќам. Стварно е загаден. Ви смета ли многу по здравјето конкретно? По здравјето ми смета. Треба да се преземе нешто повише. Како дишите периодов на високо ниво е? Па јас спортувам, ама се очигледно се осеќа. И додека надлежните соитни мерки се обидуваат да го решат проблемот со воздухот, но само ако 2 дена поред е енормно загадено, граѓанскиот сектор бара здравјето на граѓаните да биде на прво место. Вела дека и градот и министерствата мора да започна соитна примена на мерки кои ќе дадат резултат. Во спротивно најавуваат тужба против државата. Вчера врнеше, синоќа суте подврнење, нели сите викаме, да, готово, сега малку се заштити, се расчисти воздухот, напротив, не. Државата треба малку посериозно да реагира и да превземе мерки во однос на заштита на незините граѓани. Организациите и граѓаните да се обединат околу една идеја да се тужи државата. Високата концентрација на отровен воздух во Скопје за првиот човек на градот била недоволно за прогласување во онредна состојба. Петре Шилего вели дека мерки има, но преку ноќ не можело да се очекува решение. Проблемот со аерозагадувањето е проблем во кој што не може да се бара само институциите да бидат решавачи. И додека Скопје се гуши во отровен воздух, во Струмица насила се мерки против загадувањето, бидејќи во претходните 2 дена е надминат прагот на алармирање на PM10 честичките од 200 микрограми на метар кубен.